Над 30% е зголемен бројот на повици во итната помош Прилеп во последниот период, поради изголемените температури и топлотните бранови. Но исто така поради изголемената раздвиженост на граѓаните и користењето на различни превозни средства, бил зголемен и бројот на сообраќајни несреќи. Обично зголемен е бројот на инфаркти, инсулти, колапси, каснување од инсекти. Снимале случаи на каснување на два случаи на каснување од змија. Исто така зголемен бројот на повреди на работно место, значи ова е работно време, така да често не посетуваат луѓе повредени. Исто така и зголемен бројот на сообраќајни незгоди, за жал. Поголема раздвиженост, електрични тротинети, автомобили, велосипеди, моторцикли и зголемен е бројот на луѓе повредени од сообраќајни незгоди. Инаку итната помош од Прилеп, освен на овој град, ги покрива и териториите на општините Долнен и Кривогаштани, целиот Мариовски дел и преминот Плетвар, каде што често има сообраќајни несреќи. Според началникот на итната помош во Прилеп Боше Милошевски, за толку многу интервенции и толку голема територија, мал бил медицинскиот персонал, како и бројот на возила. Моментално располагаме со две комбиња за војтата медицинска помош, Рено, и две комбиња Дачија, што секако не е доволно. Се надеваме дека најавата од владата и Министерството за здравство за набавка на нови амбулантски возила, дека ќе се реализира што поскоро. Медицински сестри се моментално 10, а треба да бидат минимум 18. Лекари се 14, а треба минимум 16. Шофери исто треба 16, тие се 12. Значи апелирам исто така до владата, до Министерството за здравство. Што побрзо би се екипирале би било само во корист на пациентите. Итната помош морала да има и екипа и на сите спортски и културни манифестации, а исто така и придружба на транспортот на тешките пациенти до Скопје, што дополнително вршело притисок на работата со дефицитот на кадар.